Go povitúvam profesor dr. Tihomír Stojanovský, som monológ na Risto Šiškov od Upadstva za ľudem. To je doktor profesor Tihomír Stojanovský, není monológ do Risto Šiškov na udozíme to čmandule. Se kaža mnogo slova za pravata i zajedništvoto. Dobro bi bilo da razmislime od kade poaѓа словото. На почетокот беше словото и словото беше во Бога и Бог беше словото. Тоа на почетокот беше во Бога. Се стана преку него и без него ништо не стана што постана. Во него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И рече Бог, нека биде светлина. Кога ќе разбереме дека не зависи се само од нас. Тоа што ние сакаме, тоа што ние сме си замислиле. Знаете, ние сме дојдени овде да разбереме дека кога ќе застанеш овде да глаголиш слово, дека тоа слово поаѓа од твоето срце и завршува во некое друго срце. Каква порака испраќаме? Дали ја испраќаме пораката на љубовта? Дали можеме да му однесеме вечера на непријателот наш? Дали можеме да ги благословуваме оние што не колнат? Дали можеме да ги љубиме оние што не гонат? Дали можеме да останеме во љубовта? Бог создал едни вакви, други онакви. Нам ни е дадено да можеме да се разбереме слово, зборови, јазици, не да се хулиме, не да писмиме, не да се мразиме, да зборуваме за љубовта. Затоа постојат поети, музичари, писатели, народни песни, за да се разбереме меѓу себе. Инаку чуму ми е јазик, чуму ми е да зборувам на ваков или онаков јазик, ако немам љубов во срцето. Во заумно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрела, човек цел век ќе биде век, столетие на Бога и искушенија земни. Душа Божја родение би, по сребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајки, во земно тело се воплотува. И пород, и блаженство, и љубов. Велми се роди човек, и би човек, и остана човек, и искушенија натискаат, и безбожно време сничкосува севезден, родот, духот, македон свет да го смишли. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза, и вие, родено и древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со религија на дарување, им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и душою твою глаголам молитву. И велми ќе тргнам јас од чисто поле, од красен месец, од јасни звезди, под облаци што пливаат. Ќе застанам јас во чистото поле, ќе се обгрнам со острите звезди, ќе се обгрнам со љубовта Господова, ќе ги љубам сите и ќе си останам таков како што ме запишал семокниот Бог
по живото слово Македонец и во веки векови ќе си останам. Но тоа не значи да ги мразам другите, ќе ги љубам сите, како што ги љубеше и мојот Бог, и албанците, и сите. Затоа сме овде, затоа постои тоа живо слово, затоа сум тука, пропатував 7 часа, ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Не ставам граници во човечкото срце. Нема да видам Вавилонец кој не се разбира еден со друг. Ќе останам во љубовта, ќе ги љубам сите, ќе пееме, ќе пиеме вино и ракија, ќе играме ора, ќе се љубиме, затоа сме овде. Не сме животни, културата е тргната од тука. Дали ќе го наречете денешни имиња или старото име Македонски полуостров, кој е на 27 март преименувано со декрет на султанот. Сеедно е. Земната историја се менува. Останува историјата која е запишана во сечие срце. Секој од нас знае дека времето на земјата има рок на траење. Ќе застанеме телото оди во земја пред всемогниот Бог. И тогаш нема да не прашаат колку територија имаме, колку жени, колку деца, колку пари. Ќе погледне дали имаме љубов во човечкото срце. Дали сме зрели на вистина да велиме ќе дојдам при вас откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Тоа не значи да мразам, тоа значи да останам во љубовта, да нема граница во човечкото срце. Бидете благословени во мир и љубов. Амин. Го повикувам господинот Левтер Коста Мазенковски да ни каже прозборот. Тој зотин Левтер Коста Мазенковски, канахот Дефјали.